Добар ден на сите. Денешната пресконференција е по повод настаните од Сабајлето. Како што самиот Заев најави пред неколку месеци, власта има отворено 750 случаи против членови на ВМРО-ДПМН. Значи, замислете, Заев, премиерот на државата, кој што не треба да се меша во судството и во обвинителството, точно знае колку случаи се отворени против членови на ВМРО-ДПМН. Утрово го отворија 751-иот, затоа што вчера и завчера имаја дебакл со изборот на влада, затоа што вчера и завчера Заев не знаеше дека не може да е и премиер, и министер за финансии, па не знаеше како да излезе од целата таа ситуација, во која што сака директно да ја контролира државната каса, за да може акцијата евро за евро да продолжи да функционира во оваа држава. 751-та истрага против членови на ВМРО-ДПМН е отворена затоа што власта е во тешки скандали и во овој момент Заев се поти на пратенички прашања затоа што нема одговор како негови советници, кои што се наводно советници за односи со Франција, земаат плата на сметки во Србија, како што и нема одговори на многу слични афери. Ова е брутален политички напад. Со акцијата, помеѓу другите, лишени се од слобода членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, Димитар Димовски, председателот на еден од најголемите општински комитети на ВМРО-ДПМН, општинскиот комитет Аеродром Дејан Митевски, како и други лица. Во оваа акција, власта влегува во директна пресметка со членови на ВМРО-ДПМН злоупотребувајќи и обични службеници. Во акцијата, покрај поранешниот министер, се приведени и 6 жени кои што работат во различни институции во Република Македонија како обични службенички. Приведени се 6 недолжни граѓани на оваа држава, жени, обични службенички, кои што си ја работат својата работа во катастарот, министерството, кај нотари и во правобранителството. Знаеме дека власта сака да се одмаздува. ВМРО-ДПМН е навикнато на прогони и на притисоци, но ги повикуваме. Еве, нека ги гонат членовите на ВМРО-ДПМН, нека не ги гонат недолжните службенички кои што ништо друго не прават освен што си ја вршат својата работа. Внимавајте, ова е случај во кој што нема, како што утрово беше најавувано, криминал, корупција, нити кај било кој од оние кои што се утрово приведени се најдени нелегално стекнати средства или противправна имотна корист. Се работи за толкување на управна постапка, која што може да се толкува на еден или на друг начин. Истата, од страна на службениците во разните институции, може да е изведена правилно или неправилно. Такви ситуации во јавната администрација има секој ден десетици. За истите има начин како се проверуваат. Доколку се правилни, тоа е тоа. Доколку има грешка, има соодветна управна постапка во која што казната може да е намалување на плата на соодветниот службеник или суспензија од работа. Но никако понижување, со информирање на медиуми, со изведување пред истражни судии и определување на притвори. На кого ќе определуваат притвор? На 6 недолжни жени кои што ќе направат? Ќе избегаат од државата? Каде ќе одат? Или ќе определат притвор на оние кои што веќе се во притвор? Или ќе определат притвор на председателот на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Аеродром со цел да не може да го води општинскиот комитет во Аеродром затоа што на претходниве председателски избори ги прегази таму и ВМРО-ДПМН победи со 3.500 гласа разлика. Истата онаа општина која што седа само на локалните избори ја сметаше за своја голема победа заради скандалите кои што меѓу другото Дејан Митевски ги вадеше во јавност, заради истите скандали за кои што тој зборуваше за Златко Марин, ВМРО-ДПМН победи со 3.500 гласа разлика. На Златко Марин влакно не му фали на косата, ама Дејан Митевски утрово е приведен затоа што бил обичен службеник во Министерството за транспорт и врски. Внимавајте, обичен службеник, не бил на никаква раководна позиција, но само затоа што е председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Аеродром е приведен утрово. Или Димитар Димовски, кој што од истата ова сала и од истата ова говорница
пред вас, изминатава недела, држеше пресконференции против неработењето на Заев и разуданатиот градоначалник неговиот пулен Курто Дудуш и неправилностите и скандалите во Министерството за внатрешни работи. Затоа ли е приведен Димитар Димовски? Затоа ли е приведен Димитар Димовски за да не може да држи од овде пресконференции за скандалите на власта кои што секојдневно ги прави? Во исто време, гледаме како градоначалник насилник се шета на слобода, само затоа што е пулен на власта. Гледаме скандали во Министерството за здравство, кои што одат од ден во ден, за кои што нема никаква одговорност. Гледаме криминал и корупција на секој чекор. Гледаме афери кои што излегуваат во јавноста, а замислете обвинителството не ни ги истражува. Имаме ситуација кога самото обвинителство пред скоро година дена кажа дека било прислушувано, година дена помина, никој збор нема кажано што се случува со таа работа. Имаме ситуација кога пред 2 недели наводно се апсеа дилери на дрога, никој не слушнавме што се случи со нив, ни дали се во притвор, ни дали не се во притвор, ни кои се тие луѓе. Имаме ситуација кога се прават спектакуларни акции за нелегален тутун во државата, ама никој не е уапсен. Но затоа, утрово, 6 обични службенички и 2 високи функционери на ВМРО-ДПМН се уапсени на спектакуларен начин заради различно толкување на административните постапки, кои што оставам соодветните органи да ги толкуваат вака или онака. Очигледно целта на Заев и на власта е да се угуши секоја критика. Но тоа нема да им успее. Нема да исплашат, поколебаат и да не стават во дефанзива. Нити ќе успеат да ја дефокусираат јавноста. Позната е пиар алатката во која што се оди со ваков дефокус. Но тоа е 751 пат според зборовите на Заев. Да е прв или втор пат поминува. 751 пат не поминува. Ние ќе продолжиме уште пожестоко и организирано да се бориме за правдата, да укажуваме на неправилностите на власта, да укажуваме на проблемите кои што ги прави, како и на можните злоупотреби. Власта е нервозна затоа што го знае расположението на граѓаните. Ги знаат бројките, ги знаат анкетите и знаат дека ќе загубат. Во исто време, апелираме до обвинителството и судството да се отргнат од рацете на власта и од политичките влијанија и да одлучуваат по словото на законот и уставот. Тоа е нивната обврска, тоа е нивната заклетва и нивната одговорност. Сакаме да веруваме дека ќе ги испочитуваат истите и дека ќе се стават крај на овие спектакли. А на полицијата да кажеме дека ваквите спектакли еден ден ќе имаат одговорност. Затоа што за година или 2 на овие луѓе ќе им се каже дека нема никакво дело, ама ќе им се уништат година или 2 од животот. Тоа е неправилно и тоа не смее да се дозволи. Благодарам, поелете дали има прашање. Господин Николовски, нели сметате дека е доволно од кандидатско водење на политика од страна на опозицијата, посебно во вакви случаи? Како кажате 751 пат, е прв пат или втор? Да, добро прашањето. Дали не сметате дека е доволно веќе со вакви кандидатски, треба да преземете можеби порадикални мерки? Па мерките на ВМРО-ДПМН во соодветен момент ние ги известуваме. Сега денес реагираме, гледате веднаш како што се случува ова. Има голема разлика меѓу нас и Заев. Ние немаме намера да го имитираме Заев во ниеден од неговите начини на владење и однесување. Сакаме ред да има во државата, така што кога ќе одлучиме за други мерки ќе ја информираме соодветно јавноста. Имаме нови избрани министри, кој е ваш коментар? Па нови избрани министри, ја не ме сватите погрешно, немаме. Од голема најавуваната реконструкција на владата не се случи ништо и денешната акција е токму резултат на покривање на таа работа. Имате од глупост во глупост влегување од ден во ден. Видовте вчера со што се занимаваше Министерството за здравство, за да вечерта ретерираат после сериозните реакции на јавноста. Имаме од скандал во скандал и не знаат како да излезат и влегуваат во вакви работи. Иначе, ако ја гледате така наречената реконструкција на владата, имате еден министер кој што од здравствени причини се повлече, природно дојде друг човек на негово место, му посакувам на господинот Асаф Адеми добро здравје и се најдобро. Имате втор министер кој што ротира само од позиција X на позиција Y. Имате трет министер кој што оди во министерство кое што и претходно нешто многу не го видовме, Министерството за локална самоуправа, и на тоа се сведува реконструкцијата. И имате желба на Зоран Заев да го контролира државното кесе со цел да може да функционира системот евро за евро, така што реконструкција практично и да немаше вчера. Фала. Фала и на сите. Фала.